Мој Шумане! Здраво, драги мои пријатели и пријателки, добре дојдовте во уште едно издание на Слушај ваму. Слушате ваму? Слушајте вака добро. Денеска ќе си играм малку телевизија со формата, но и ќе ја бркаме суштината. Обично, кога се овие подкасти во Македонија, дали гледате во суштина за што се збори и колку е километражата? 200 на 200 километри. Толку. Пред не завршува све. Грчка граница завршува цел муабет. Не ве бавтам. Тоа е просто неверојатно. Кога ќе отидам, добро, гледај се, јасно е дека локалната публика ја интересираат локалните проблеми. Локалните политичари. Зошто? Тоа највише влијае на нашиот, тоест вашиот живот. И сакате да знаете решение, не решение, ова ќе направиме шарени револуции, вакви револуции, анални контрареволуции или било што да им направиме, затоа што мислиме дека така ќе ни биде подобро. У суштина сакаме да дојдат нашите, бидејќи ако дојдат нашите, ќе ми завршат мене работа. Како име на другите? Тоа е адвокатска емпатија. Адвокатска емпатија ти е, баш размислувам, еден мој пријател ми помага деноеве многу. Леле луѓе колку е изгорен. Ја 25 години изгорев со гледачи, со исповестите, со сето она што го издржував годините и напади нивни од моја страна и нивна некоректност и моја. Апсолутно, тука не треба мене да ми ги покажувате или укажувате моите слабости или добри страни. Све си знам. Се ми е потешко да го препознавам овој свет. Знаете, расте во еден свет во кој се снајдов. Како дете, јасно ми беше околината, јасно ми беше што се случува. Кога порастав како дете, ми беа јасни релациите и односите помеѓу нас, младите, спрема старите, спрема ова, спрема она. Кога повозрастна, веќе ми беше јасно како да се снајдам за заработувачка или не ми беше јасно, ама имав некаква нејасна, да речам, замаглена визија кон што треба да се стремам и каде да одам. Веќе на стари години, кога имам време да се загледам, ама онака убаво да се загледам очи во очи. Не го препознам ја овој свет. Препоставувам дека и вие, бумерска генерација, X, Z, Gen, тоа е... Вика, што се случува со светот? Мислам дека пострашно е она што се случува во нашите глави од што во светот. Како би набројал примери? Не знам, Прва светска војна? Замислете таму кога кај што се водела, како им било на луѓето. Не се. Втора светска војна да не зборам. Да не зборам како им било на јапонците кога 2 атомски бомби им джитнале. Човече, во каква агонија и апокалипса живееле они. Ова е готово, крај, мислам. Ме разбирате? Што би мислеле, како би се однесувал? Се обидувам во нивна кожа. И пак издржа, и пак се издигна. И кога ќе ги видам тие работи, и кога ќе видам какви зла се случуваат, и неправди, лични, правни, емотивни, политички.
Па викам, добро е, знаеш, страдам ли? Да. Дали ти е добро? Не, ама не се жалам. Океј. Што со те да не се жалиш? Малце стоик да видиш, нели? Не да кукаш и да плачеш како јанга. И ова се, вака се вади како гиф и види го Јанко што тресе глупости. No. Не, и прошлата, пак ќе се повторувам, тоа ми е, се обидувам за дневна политика да се фатам, еве, не знам, излезе Славјанка и рече среќен роден ден на СДСМ, славеше роден ден, ако вака продолжиме, ќе исчезнеме. Па сега реакции, да исчезнете, заслужено, незаслужено, ово, она. И вака само да ви кажа. Ја, кој сум демохристијанин, десничар, конзервативец, верувајте дека би волонтирал да помогнам да обстане СДСМ. Зошто? Затоа што сметам дека дали заслужува или дали е добро, би се потрудил таму, не знам, да го ставам на чело еден Ванчо Узунов, човек кој е пар екселанс, да најдам, би сакал да видам луѓе од калибарот на легендарниот, да не идам. Очигледно, нели, кога е во распад, доаѓа тогаш, да речам, не доаѓа квалитетот, тогаш доаѓа неквалитетот. И со неквалитетот што се случува? Неквалитетно работи. Се занимава со манипулации, со ова, со она. Што беше пик тема? Груевски. Колку ве потресува таа тема Груевски, дали ќе се врати или не? Дали кој ќе се вратил ќе бил во затвор или не? Што мене ми менува во живот? Нешто менуваше можеби на многумина, како едно политичко милје, можеби менуваше тоа пред 10 години. Сега? Што сега? Еве, прашувам, што... Ја викам за 3 дена целата помпа ќе падне. И опозицијата сега, тоа им е главно, ако дојде ова, и тоа е нашата шанса. Джони, сменети сте, еве, не ви се свиѓа власта, не чини власта, според опозицијата, така? Добро. Ама она е на власт, народот гласаше. Зошто? Колку што они беа добри, вие бевте лоши. И сега кога гледате колку се гради, колку се прави, бидејќи шајка не заковавте, а одеднаш гледате некој у милисекунда кова 10 чајки, сега што правиме? Дај ќе ги убедуваме луѓето дека не се коваа чајки, дека тази дупка не е дупка, дека македонската влада не сака да ја внесе Македонија во Европа. Слушај, имам ја за Европа да ви кажувам работи што вие не можете ни да поимите. Остај тоа што сте се воспитувале на YouTube. Но, кога ќе премерам колку корист имам од Европа и колку корист имам да останам вака, многу повеќе е покорисно за земјата, за мојот народ, за мене лично, за мојата фамилија, за сите нас е подобро да сме таму. Мани, со се што критикувате, апсолутно се согласувам. Пак велам, и покрај тие мани, нам ни треба тоа. Добро, знам тоа, БРИКС, МИКС, ово, она, ваму, таму, Mission Impossible. Зошто? Оти у 90-тите години се донесе политички консензус помеѓу македонци, роми, албанци, срби, овдека сите политички фактори, дека ние идеме запад. Со Америка имаме
договор, специјален, и нашите интенции се во Европска Унија. Америка не може посебно, да? И они не туркаат. Затоа и Британија, која не е во Европска Унија, сака да влеземе во Европска Унија, затоа што колку толку позаштитени ќе бидеме од други влијанија. Бидејќи, пазете, некои викате, Русија боле, Кина најдобро, Индија супер, само Америка не. Која чизма ќе те гази, стварно треба да размислиш. Прашајте ги јапонците, прашајте ги кинезите, зборам Јужна Кореја, зборам Јапонија. Не сегде е исто лошо. Но, јас сум прозападен тип, сега да не се лажем. И ја кога ќе сум земал ранецот, не сум идел у Русија, не сум идел у Бугарија, Романија, не сум идел у комунистичка земја, не сум стапнувал. Сум гледал да излезам од комунистичка земја и да идам во Франција, да идам во Шпанија, да идам во Лондон, човече, да отидам во Њујорк. Тоа ми било символ за слобода. Јас сум дете што растел со Изи Рајдер филмот. Јас сум Малборо Мен, каубоесот пуши Малборо, каубојска чизма, вау, тоа било... Добро, сега сум заостанат, сум овакво поминало, не било тоа време, сакам джип ми е подобра кола од било што, добро, дојдоа кинезите, све, ама пак Тесла и така натаму. Сега, знаеш, можам конфузно да нафрлам за и против и така натаму и така натаму. Да се вратам на опозицијата. Зошто би помогнал ја на опозицијата на Македонија да обстане, не да исчезне? Власта, пазете, СДСМ имаше план да го збрише ВМРО и со тоа да нема опозиција, да биде еднопартиска земја, да си владее и со некоја опозиција која ќе глуми дека е опозиција. Не се случи тоа. Зошто? Од карма и за бич до други сили, до трети сили и на крај секогаш кога го потценуваш противникот, лошо поминуваш. За да колку и да е добра една власт и да сум за таа власт, знам дека ако нема коректор, коректор, знаеш, на секретарке на која куцаат на машина, коректор вака, која сгрешила, па да прекуца, зашо ти направила грешка. Коректор на власта. Но ова што го прават, па стварно е, ама ги разбирам од друга страна, пошто нема што да измислат. Пазете, две главни работи се враќањето на Груевски и гледате како спласна. Ја не го зборев претходно, кога беше најжешко. И гледате зошто престана. Затоа што видоа дека ние толку не... да, многу се секирам. Пардон. Многу се секирам. Жена донеси од таа жта. Зашо се секира? Се секирам за цените. Тука е проблемот. Живеачката секојдневна. Имаш ли ти подобар економски план? Имаш ли ти подобар план од што да биде ангажирана цела градежна оператива во една земја да се прави инфраструктура? Инфраструктура не ги враќа одма парите. Но инфраструктура на подолг рок, американците кога го правеа биг дилот, кога ги градеа автопатите, кога ги градеа железниците, исто и кинезите. Кинезите пред 15-20 години кога ги градеа патиштата, дури сега им се исплатуваат. Зошто? Затоа што кога ја имаш инфраструктурата, тогаш инвеститорот знае колку може паѓа цената на транспортот. Една од главните работи не е што во фабрика, колку ќе го платиш работникот и колку ќе биде сировините за да го произведеш, туку колку е и транспортот. Главната работа е да стигне тоа до тебе. И веќе не е тоа од овде до Свири Пичино, туку од тука до, што викаат, Пичковац на мору. А каде е Пичковац на мору? На неколку места, клучни. Значи, главната преокупација и едина работа за која
ај да речам се секирам, бидејќи генерално се обидувам во овие мои ломотења овдека, да кажам дека стварно не се грижам. Имам доверба во овие и кога грешат и кога лоши се подобри од што претходните кога беа најдобри, но има работи кои не зависат од нив. Имено, сакам да запомните неколку работи кои реално се случија и се случуваат во моментот и кои треба да ни направат некакви поместувања и нам. Имено, кај нас знаете турбуленцијата, ние се снабдуваме сите од маркети. Кој маркет? Прв пат у историја ние имаме маркет, и тоа добар маркет, ланец, кој 3 месеца нема дадено плата. Па спекулации, па бамборење, ова било, она било. Има 300 варијанти, човек треба да се замисли. Не е случајно ова со затварањето на Ормудскиот теснец. Стотици и стотици бродови. Доцнат. Ние у овој момент, цел свет, ние ги трошиме резервите, она што има по магазини. Стига по нешто, но премалку. Тие бродови, таа нафта, тој транспорт на стоки што се случува у моментот, е она што нам ни овозможуваше да имаме ефтини работи као од тему. Да имаме ефтина храна, да имаме, бидејќи тоа е клучната работа. Затоа многу ми навикаат, што ќе ни е нам Шпар, што ќе ни е Лидл. Лидл ќе донесе роба, но и ќе извезе роба. И некој викаат, ама ако извезува македонска роба, таа роба ќе поскапи. Не. Луѓе мои, кога нешто многу масовно се произведува, помасовно, цената му паѓа. Сега, точно е дека и ако е нешто барано, цената му расте. Но тој економски баланс, ја не сум толку стручен, но и тоа како некои работи кои се произведуваат масовно, цената им паѓа. Може би сакал сигурно на 1 сат да зборам за она што Елон Маск го тврди дека до крајот на годината автоматизацијата, вештачката интелигенција ќе преземе многу работи, како што е работење во банки, работење во фабрики. Едноставно, луѓето ќе станат непотребни. Тога што? Што ќе биде? Па кој ќе работи? Кој ќе добие плата? Кој ќе ги купува производите? Пазете, има еден вид на комунизам кој не е комунизам, но ја у овој момент немам подобар збор да ви го кажам, кој Елон Маск го најавува. Он вели века, заради роботизацијата, затоа што во фабриките ќе нема веќе луѓе, ќе има роботи кои нема да бидат платени, кои ќе работат 24 сата, самиот производ ќе поевтинува до баснословно ќе поевтино. Енормно. И сега викаш, да, супер, а кој ќе го купи пошто работникот нема плата? Вика, државата ќе исплаќа чекови на сите нас како социјални чекови за да живееме, за храна, за луксус и така натаму. Да речеме, некој 2-3 илјади како некоја минимална или средна плата. Он го предвидува тоа и тоа не некоја далечна иднина, туку наскоро. Но, ја како скептик, иако знам дека мозочето му работи 300 на сат и добро ги има согледано овие работи, мене ми е јасно дека оваа криза што се случува со Персија, Персискиот залив, ќе не пукне нас сакали или не. Ние можеме да плюкаме по маржите на одредени маркети или политичарите, нека го направат они лебот 20 денари. Човек, колку и он да го прави, ќе ги даде сите државни резерви. Океј? И ќе бидеш у моментот заситен. Што утре? Значи, треба да си гледаме малце подалеку од носот. Мене што ме загрижува е дали да инвестирам во нешто, дали да не инвестирам, дали да земам кредит, дали да купам кола, дали да купам парче имот, парче земја. Карикирам. Дали да купам некоја машина, да започнам некаков занат. Ако имате малце осет за занат,
одма шалтајте се. Занат ќе биде за една година тоа е сега најбарана и најплатена, за една година ќе биде. Значи, опозицијата не знае да се фокусира и она природно, инстинктивно им доаѓа, а тој не чини, а тој е ваков, а тој е таков. Ај сега за пасошите ќе гласаме дали може некој да има двојно државјанство. Не може само македонци да биде ово, она, вамо, тамо. Не смеат да бидат ни хрвати, ни американци. И јас се прашувам, а што ако ја дојдам и имам хрватски пасош? Покрај тоа? Затоа што, пола сум хрват. Роден у Макарска. Имам први братучеди тамо. И ја не сум достоен, не сум се докажал и покажал за оваа земја. Не знам. Океј, ако сакате чиста сметка така да биде и сметате дека е тоа, во ред. Ја сметам, ја би донел, знаете како, тоа е исто као за фудбалска репрезентација. Не само македонци ќе играат. Што оние што имаат македонски пас, брати, ќе го донесам од Централна Африка, само нека дава голови. Така и за политика, така и за економија. Кој ќе работи за Македонија не ме интересира што сака, која сака раса нека биде. Тоа е моје мислење. Светот со граници национални тешко. Не може, мислам, препорозни сме сите. Еве ќе дојде 1 мај, ќе заглави границата, сите ќе зборат народот, нема гладува, што да прави. Преку граница ќе поминат најмалце 200-300 илјади македонци. Тоа е сериозна бројка. 200-300 илјади коли. Онеа по четворица, еве ви ги 600 илјади. Цело гласачко тело е тука. Другите отишле у Србија, третите отишле Црна Гора, четвртите отишле у Албанија, петите отишле по планини. Не викам дека ни е добро. Нам ни е можеби најлошо од сите во околина. И пак ќе повторам. Сакам јака и паметна опозиција. Сакам да ме зачути. Кога ќе излезе опозиционер, да ме зачути. Знаеш дека е управо. Едини кој успеал да ме зачути е Ванчо Узунов. Он е доктор по економски науки. А ми искача некој шалабајзар и ми вика, што се корчите вие? Мене те мангупски малски муавет. Чекај ја да ти кажам за малски мангупски муавет. Ја имам докторати. 4. Завршено. Што ме загрижува ова со цените? Што ја очекувам? Дека ќе се случи и дека ќе биде најголем проблем на власта. Сега за сега ние можеби во регионот најдобро се справуваме. Зошто и како? Од многу проста причина. Се справуваме најдобро затоа што цените на горивата кај нас останаа најниски. Што ќе кажеш против тоа? Доаѓаат од Албанија, доаѓаат од Србија и полнат на нашите бензински. Зашто бе? Будали се, швркнати се. Србија ни беше интересна, идевме у Врање на шопинг, не се влегое, беше у кафана, не се седно. И квалитет, и цени, и отидено е све јавано. Добро се држиме за сега. Она што ме загрижува е оние работи кои не зависат од Трамп. Знам дека го мразите многумина од вас Трамп, ја го сакам затоа што он ова што го прави е уметност на преговарање. И он преговара како бизнисмен да постигне договор за да може да циркулира работата, а не да воведе тоталитаризам или фашизам некаков. Но, што се случува, мислам дека ова му побегна од концептот, борејќи се против длабоката држава, не од што ја сака или не ја сака, затоа што таа ќе му скине глава, ако некој му кине, не му уопште глава. Еве, би сакал да отидам, она што го објавив и што најмногу ме загрижи кога го читав,
тоа е фактот дека секоја акција, го нареков, секоја акција има своја реакција. Се сетија и властите и дека ова е лошо, многу лошо. Зашо зборам? Зборам за проста работа. Значи, Индонезија објави план за воведување такси за бродовите што транзитираат низ Малачкиот теснец. Тоа е ова. Малака Стрейт. Има едно градче тука кај Малезија, Малака, и овој теснец со независниот Сингапур, од другата страна е друга држава, се блокирав, нема везе. Океј. Овој теснец е 10 пати позафатен од иранскиот теснец. Погледнете една фотографија, туристичка, направена од така. Погледнете само колку бродови. И сега, на овој му текнува и вика, Индонезија објави дека има намера да воведе транзитни такси за бродовите што минуваат низ Малачкиот теснец, еден од најпрометните и стратешки најважните морски коридори на светот. Сега, што сакам да ви кажам? Иран, Саудиска Арабија и Иран, најверојатно пак ќе биде некоја патарина. Гледате дека основа на целата работа сегде е патарина. Војната се води за пари, за кеш, за заработка. Нема идеали. Нема едноставно од користе. Економска корист. Русија во моментов им најави дека Европа, Берлин особено, ќе го осети тоа до крајов на месецов, го затвора вентилот од Казахстан. Берлин, ја не сум го знаел ова, Берлин, Германија, има цевковод, нафтовод, гасовод, кој води низ Русија до Казахстан. И викаат, ние не купуваме руски газ, ние купуваме казахстански газ. А потом вика, екскюзи моја, низ кој двор поминуете? Низ мој двор. Како беше? Подобро ми е русот кога ќе го затвори вентилот, одошто германецот кога ќе го одврти. Црн хумор, се извинам. Што ќе предизвика тоа? Луфтханза веќе откажа 20.000 летови. Како тоа ќе се одрази? Викаш врз Германија. Врз Германија? Ние викавме порано, кога Америка ќе кивне, цел свет качува температура. Нешто слично и со Европа. Не може таква голема земја во која ние толку многу извезуваме. Највише извезуваме ние во Германија. И се замислете економска криза во Германија. Еве многу мои пријатели се отидени веќе кои во Германија, кои во Холандија, преговараат со фирмите со кои се работуваат за многу работи, сировини, полусировини, увоз, извоз и така натаму. Цените им рипаат енормно. Енормно. Дизелот е преку 2,5 евра. Тоа се големи пари за нив, во смисла не за литро, туку заради на подолг рок ги дига цените на се и тоа се осеќа се повеќе и повеќе како домино ефект. Тоа е тоа што ме загрижува. И сега замислете, гледа ли некој што се случува со Суец? Гледа ли некој што се случува со Гибралтар? Панамски канал. А ако им текне на британците Ла-Манш да наплаќаат, да не речам Балтичко море, ако некому му текне,
таму ќе се разрешуваат работите со... Значи, тоа е тој домино ефект на движењето на крвотокот на светот. Во овој момент, светот е во прединфарктна состојба. Што е прединфарктна состојба? Тоа е стеснување на крвните садови, не може да потече доволно крв и треба да се стави стент. Па добро, ќе ставиме стент. Еве, ја имам стент. Мене, оп, так ми ставија, една жица вака ми ја пуштија, будем бе све се. Оп, до тука, и добар сум. Еве сум 15 години, жив и здрав. Жив, здрав. Тој и со светов. Чекај, ако овој наплаќа Иран, зошто јас да не наплаќам? Па ќе видиме со Дунав, па ќе видиме со Теснецон, Турција, Црно море, Егејско море. Луѓе, и сето тоа е легитимно. Какви ќе бидат цените на производите? Ќе имаме, нема да умреме од глад. Но освен леп јувки и сирење, ја не знам дали нешто повеќе ќе можеме да си дозволиме. Погледнете на што личи едно чоколадо. Чоколадото веќе е 80 грама, ако не и 75 грама, повеќе наликува на шеќерна табла. Има тенак слој на нешто што е као какао и унутра некој фил на некоја пластика преполна со шеќер. И ти мислиш дека јадеш чоколадо. Пак ќе се вратиме на Европа. Европа уште и у овој момент е можеби нешто најквалитетно. Милка беше поин. Ја ви викам сега дека Витаминка и Европа прават поквалитетни производи. Затоа што уште не ги удрило, затоа што тие 100 тона какао што ги купиле не се допотрошени, нема толкава потрошувачка. И ние многу постепено ќе влеземе. Но дали сме спремни? Не е само ја гласа владата да ми среди. Ние дали сме спремни, како што биле спремни мајка ми и татко ми, да знаат што треба, како треба. Баба ми и дедо ми, кои скоро цел живот го поминале низ немаште и точно знаеле кај се штеди, како се јаде, како се води економија. Ние не знаеме. Тоа е она што ме секира. Тие што не знаат, тие ќе бидат проблем. Тој не знае да се избори за себе. Тој искача на улица, ќе пали, ќе крши, затоа што мисли дека ако направи некаква промена, тоа ќе биде подобро. Арно, ама нигде не гледаме дека е тоа така. Подобро е само ако ти, како во екологијата, скоро имаше еден текст, Дедо Наум, кој велеше, ќе го парафразирам, дека ако го изнесеш и го фрлиш ѓубрето, си ја завршил работата. Во суштина, човек кој во себе има нечист ум и нечисто срце, тој не може за екологија да се залага. Не може, тој едноставно е, како да ви кажам, тој едноставно е, не може да го исчисти светот. Ние треба прво да се исчистиме. Многу филозофирам, ама верувајте ми дека е тоа така. Тоа се мудростите од баба, дедо, мајка, татко, а они ја наследиле од илјадници години. И модерните времиња мислевме дека ќе донесат модерни решенија. Модерните решенија делуваат модерно, но ние аналогно овде треба да бидеме подготвени што, како, што ќе правиме, каде ќе правиме, со кого ќе правиме. Знаете, многу ми го критикуваат Зеленски, ваков, таков и така натаму. Се слагам со вас, апсолутно се слагам. Но, во ситуација кога земјата е во војна, не се прават радикални промени. Винстон Черчил го оставија цело време Втора светска војна да извози земјата како знае и уме. Беше и успешен, беше и неуспешен.
но не направија промена. Штом заврши војната, се прогласи победа, фала, thank you and fuck you. Така и оваа војна не за преживување, оваа војна за стандард, оваа војна, бидејќи ние сме на дното, кај нас 1 цент ќе прави голема разлика. Дали сме спремни? Не сме. Дали знаеме што треба да направиме? Не знаеме. Од каде да ја влечеме мудроста? Од нашите предци. Не значи тоа враќање назад. Тоа значи оптимизација. Тоа значи инженеринг. Прекинете да се правите научници, рамна е земјата, илуминати, ова или она. Бидете инженер. Инженер не се занимава. Инженер имаш проблем? Да. Океј, ќе го цементираме, ова рамна, ова све, ова... Инженерски да се пристапува кон све. Пристапувајте кон се и преговарајте со се и со себе, преговарајте со своите, преговарајте со се и се што. Едноставно, енергијата нема да биде мотиката во рак. Камо да имавте земја и да имавте мотика, гајле ке немавте. Бидејќи кога ќе се случи некоја апокалипса или пад на цивилизацијата, некоја утопија или глад и така натаму, први ќе умреме ние во градовите, но овие во селата, они ќе преживуваат и ќе раскажуваат фини луѓе, али колку глупи беа, тоа појба немате. Така. Добро, да сте ми живи и здрави, јас си се издамуабетив. Искрено се надевам дека ова не заслужува некоја голема гледаност, но знаеш како ја направив во мој стил, како што си ги правев моите емисии и имав потреба, не се фокусирав на такво нешто. Пак ќе завршам како ЕПП, платена политичка програма. Со овие сега на власт јас стварно не се секирам. Се секирам јас да не ја утнам работата. Слушај вамо.